Здраво на сите, јас сум Владко Нушев, свирам на тапани околу 30 години. Во ова видео ќе зборувам за тоа како да ја употребиме нерамноделноста на метарот и да ја имплементираме во рамноделни метри. Односно, ќе употребам 5/16 двотак и ќе го имплементираме во 4/4 метар. Значи, механичкиот дел во однос на распоред, редослед на раци и нозе ќе остане непроменлив и покрај тоа што метарот, пулсот ќе се промени во 4/4 метар. Овој начин на размислување може да го искористите за да си креирате интересни груви, грувчиња. Па да почнеме. Во двотактот, односно 5/16 двоток, распределбата внатре е 3+2. Односно овака, првиот такт и вториот такт со повторување приметувате дека патернот е линеарен, односно не се повторуваат, не се преклопуваат, нема во исто време нога, добош, фус, нога или како и да е. Можете да земете било каков пример, да си создадете сами, да искреирате одреден патерн и да го имплементирате начинот за кој што ќе зборувам сега и да видите што ќе се случи. Океј. Значи вака, повторувањето, пошто е 5/16, а го имплементираме во 4/4, тоа значи дека целиот круг на повторување ќе биде 5 такта, односно 5/4 такта. Во ова видео ќе зборувам ќе искористам 3 начини, односно едниот начин ќе биде кај што ќе биде константно повторување од 5 такта, во вториот пример ќе ги земам само првите 2 такта и ќе ги ставам во репетиција, а во третиот пример ќе биде, уствари што е и целта на ова, односно да ја искористиме играта, синкопирањата на нотите поради таа употреба на нерамноделност во рамноделност и ќе видите каков драйв и веројатно емоција и чувство се случува додека свириме, меѓутоа и звучи доста интересно. Океј. За да биде поразбирливо и почитко, ќе користам бас трака врз која што ќе го свирам ова, за да можете конкретно да го осетите 4/4 пулс. Акцентирањата може да ги изберете, може да ги смените, меѓутоа јас ќе се трудам да останат како што е сега. Значи, секоја прва нота од тактот, од 5/16 такт. Океј, може да почнеме. Океј. Следниот пример ќе биде, ќе ги искористам само првите 2 такта од повторувањето, од сите 5 такта. Океј, во следниот пример ќе го импровизирам нештото, меѓутоа нема да се стрикно да се држам кон 5/16, односно ќе го искористам драйвот што се случува, односно синкопирањата што се случуваат при мешање на одредени ритми.
Океј. Би било добро ова да го нотирате рачно со моливна лист заради подобра прегледност и разбирање на истото. Поздрав на сите и седете дома и вежбите. Чао!